К15! Драги гледачи, ќе имате можност да проследите една неверојатно оригинална идеја, нормално македонска чива би можело да биде. Зашто станува збор, ќе имаме шанса сега да ви објасни вашиот ексклузивен репортер, да не речам ја. Вие знаете дека сега со влегувањето на Македонија во 100, Македонија мора да биде извозно ориентирана и баш тоа се сите препораки до нашата влада и до нашиот премиер, како и до министрите од истои горе наведената организација, ние мора да се стремиме кон извоз. Токму заради тоа, сега ќе ви презентираме една изложба, еден саем, зашто станува збор, во понатамошниот текст, тоа мошто елоквентно ќе се потрудам да ви кажам. Имено, сите знаеме дека Република Македонија е богатство живо од, има да речеме таков еден суфицит на млади и на постари ергени, и сведоци сме дека во блиската мината сегашност имаше еден обид на ергени од краевите во Македонија со автобус да бараат невести шируп диаспората и светот, и тоа е поетата и да ова вечерва. Значи, ние организираме саем за ергени. Зошто да идат нашите ергени надвор да се презентираат у светот, кога едноставно ние можеме да ги повикаме тука сите заинтересирани и да им ги представиме нашите модели. И одиме со представување на екземпларите. Ево, ова е еден типичен македонски представник. Гледате, тој е многу скромен модел, исклучително скромен екземплар, од чејс не бара ништо особено, нити куќа, нити кола, нити стан, ништо. Него му требаат само папучи и кебе, пошто перница и пижами има. Ете, тоа е, имаме вакви со лопата да ги ридеш. Тоа да идеме, ова е вториот представник. Тоа е, гледате, од сака да стане доба, да стане зет. Тоа не е онај типичен доба зет, туку од сака доба да си звикне невеста да си стане зет, и дека е многу погоден по карактер и све. Од е идеален да живее со повеќе души, и со стари, и со млади, може со свекор, свекрва, со баба, дедо, све тоа. И тоа највише му ја дава таа карактеристика тоа, што кога станува навечер да моча, никој не го приметува. Тоа е затоа што не пушта вода, меѓутоа тоа. Еве, уште еден типичен примерок, гледате, типичен македонец, без алата нема заната, се гледа, он е трудолюбив, он може сам да одржава цела фамилија. Гледате, и не случајно е овде турена вака лопата од два материјала, дрвото, тоа е рачката дрвена, символизира дека он е многу разбрат човек, дека се работи за интелигентна особа, док металот кажува дека он има одредена цврстина, во која што може да пенетрира у било кој материјал и да застане како грб на секое семејство. Ете, тоа е тоа. Од да идеме овде. Овде имаме уште еден примерок. Може да го видите и овој примерок. За нив е карактеристично тоа што они може да способни се да одржаваат и повеќе жени, иако поголемиот дел од времето се у странство, они се одржаваат така, имаат и слождел и фамилиарност и живеат и така. Ете, тоа беше кратко ова примероците од Македонија. Иначе заборавив да кажам тоа, да сите од нив се спремни да, ако треба, да жената да и посветат внимание, да задоволуваат и повеќе пати на ден. И сега за сега, пошто се ергени, они тоа го тренираат самостално, со собствена рака, да не кажам, и навистина е греота што толку квалитетен семенски материјал и иде така фира. И на крај, за финалето, би сакал само да ви покажам и ова е малце вака навидум чудно, ова што е местото вака, меѓутоа, ова е идеалниот маж за секоја жена. Идеален маж, гледате, тоа е маж што не пуши, не пие, не гледа по жени туги, не се курва, не се коцка и едноставно кажано не постои. Ете, тоа е, па сега вие видете, посветете се на тоа. К15!